Традиција, збор со посебна тежина, збор кој не е само обичен збор од речникот. Традицијата е нешто што некому му дава препознатливост, тежина, почитување. И не секој може да се пофали со традицијата. Оние пак кои можат да се пофалат со неа, уживаат исклучително почитување. Дека овие тврдења не се само убави реченици, уште еднаш се уверивме и самите. Викендов, фудбалскиот клуб Кул, преку својот Кул Куп, по 6-ти пат на едно место собра голем број фудбалери, фудбалски работници, навивачи и влюбеници во фудбалот. Според она што го посведочивме, нема да претераме ако кажеме дека пандемиската пауза воопшто не го замрела ентузијазмот. 80 екипи и стотици мали фудбалери од неколку земји само говорат за уште посилна волја и посветеност и кај организаторот, и кај оние кои изтрчаа на зелениот терен, и кај оние кои беа неуморни на трибуните. По пауза од 3 години, оваа година повторно го организираме нашиот меѓународен турнир Кул Куп. Нормално со посетеноста се гледа дека и на нас како организација, и на дечињата, и на тренерите, и на сите љубители на фудбалот дека недостасуваше ваков настан. Во организацијата имаме 30 на наши блиски членови кои минатиот турнир и овој учествуваат, неизмерно ја се вложуваат. Екипите што сакаат да се пријават, бидејќи ќе нас се пријавуваат само со покана, одзивот беше голем. Моравме да ги лимитираме бидејќи во секоја генерација имаше само по одреден број, односно 16 екипи. Меѓународен турнир каде што учествуваат реномирани екипи од нашата држава Република Македонија. Исто така имаме гости од соседите Србија, Бугарија, Романија, Унгарија, Косово. Според организацијата, посветеноста и создадените контакти, Кул Купот се наоѓа во самиот врв на македонските турнири, кои можат да се пофалат со меѓународен шмек. Дека е ова вистина, доказ се гостите од странство кои штом ја добија поканата, побрзаа да ја поминат границата и да истрчаат на зелениот терен во кисела вода. Помеѓу нив пристигнаа звучни и реномирани имиња од европскиот фудбал и школи кои дале светски признаени звезди. Hteo bih da se zahvalim na pozivu, na gostoprinstvu do sada, počevši od hotela do terena, tako da je za sad sve negde u najboljem redu. Mi kao Fudbalski klub Vojvodina ovde prisustvujemo sa 3 generacije, 2012, 13 i 14. Sjajna priča za dečaki, negde su to najlepše uspomene za njih, jer ja znam i po sebi dok sam igrao fudbal, nešto što pamtiš kroz ceo život, to su te pripreme, to su ti turniri, to je to druženje gde je opet to neki normalan razvojni put, druženje, upoznavanje ljudi, tako da je sve na sjajnom nivou i vidim da su dečaci presrećni, prezadovoljni, tako da kažem vam, samo mogu da se zahvalim organizatorima na svema. It's really great to be here and for us it's also a good possibility to compete in international levels. We shouldn't say competition because let them play, but it's a really good opportunity for them to have international issues. Това е един много хубав турнир, на който идваме всяка година с голяма радост. Това е един от турнирите, където идваме с най-големо удоволствие и най-голям кеф, лично аз и нашия отбор Орлетата, защото тук имаме много големи приятели, нашия приятелски отбор от Кул Здраве, едни големи приятели и знам, че винаги организират един професионален турнир и това е от много големо значение за децата да излизат да играят срещу нови отбори, срещат се с нови приятели, различни държави, различни страни, различни култури, различни отбори и става един голем празник за неколко дни тук в Скопје, в този футболен комплекс. Фудбалот им не достигал на младите фудбалери, но ништо помалку ниту на тренерите. Луѓето задолжени да ги лансираат талентите во фудбалската орбита не го кријат задоволството што нивните пулени повторно ги облекоа дресовите за потребите на Кул Купот. Ваквите турнири се важни да се негуваат над преварувачкиот дух, но неопходни се затоа што имаат многу повисока цел. Секоја година овој турнир се одржува и е масовен. Ова многу големо значење има за овие деца. Прво, се запознаваат меѓу себе, понатака тие нивни средби тука
продолжуваат и понатака. Значи не завршуваат само тука на стадионот. Тие понатака како растат, се дружат, се среќаваат со време у други екипи, у повозрастни категории и уште еднаш голема благодарност на организаторот. На децата многу им значи, пошто освен дружењето, ќе се социализираат, ќе имат многу повеќе искуства за понатамошните надпревари во нивните кариери. Сега зависи од децата како ќе поминат, али резултатот не е на прв план. Важна е дружбата и ние сме навистина среќни и почестени што сме повикани на овој турнир и верувам и следните години ќе учествуваме секогаш кога ќе бидеме повикани. Само до тоа што учествуваме сите на еден турнир од овој калибар, можеме да забележиме дека сите дечиња пред се среќни, се задоволни и сите ние и тренери и родители, дечиња треба да научиме сите заеднички дека целта е дружењето, забавата, надпреварувачкиот дух, па потоа сето она, нели, резултат, место и сите тие работи. Битно е децата да спортуваат, но ние што не спортуваат, да им дадеме пример како треба и нив да ги потикнеме, така да мислам дека ова што го правиме денес и сите овие спортски настани манифестации се од едно високо ниво. На возраст кога фудбалот се гледа исклучиво низ љубов и една обична пријателска носи возбудување како да е Лига на шампиони. Замислете колку возбуда носи турнир од надпреварувачки карактер. Овие турнири честопати изнедрувале идни познати фудбалери, па и репрезентативци. Не сомневајки се дека такви се кријат и тука, додека земаа здив, ги прашавме нашите мали јунаци за самиот турнир, но и за желбите за иднината. Како ти се допаѓа турнирот? Многу екипи, многу деца? Па, добар е, очекувам многу и така. Дали уште од сега размислуваш да станеш фудбалер кога ќе пораснеш? Да. Каде би сакал да играш и кој ти омилен фудбалер? Омилен фудбалер ми е Лионел Меси, а сакам да играм во клубот Наполи. Овие турнири, освен за фудбал, добри си за многу другарства стекнување. Да, Ќе стекнеш ти многу другари денеска? сигурно. Што очекуваш ти од турнирот, од твојата екипа и од другите? Дали имате страф од утакмиците? Не, ние немаме страв, само понатаму и да не се плашиме. Со кого треба да играте? Со Парк Сити. Дали ти би сакал да бидеш фудбалер еден ден или повеќе сега ти е додека на оваа возраст па играш фудбал, тренираш? Не, би бил фудбалер. За кого навиваш и кој ти омилен фудбалер? Навивам за Реал Мадрид и Меси ми е омилен. Дали мислиш дека од овие турнири и многу другарства ќе стекнеш, бидејќи има навистина многу фудбалери, многу екипи, ќе се сретнете со многу од другарчињата? Да, веќе многу пати. На колку турнири си играл до сега? 5-6. Како ти се чини турниров? Многу екипи, силни екипи? Силни екипи, да, многу екипи имаше. Добро беше, изигравме добро. Така. Што очекуваш во понатамошниот тек од турнирот? Па, очекувам победа. И така, да, очекувам победа. Со кого играте и со кого допрва треба да играте? Игравме со Работнички и утре треба да играме со Кул. Овие турнири се добри затоа што и многу другарчиња можете да запознаете и од други земји. Да, од други земји, да, и од други градови, и од други држави, да, многу. Како ти се чини турниров? Дали е силен? На колку турнири ти до сега си имал можност да играш? Турнирот е супер, силно има многу тимови кои се силни, јаки. Сум играл на 3 турнири, сите биле добри. Очекувам да беше подобро оваа утакмица. И се надам дека по овој тренинг ќе имаме и дека ќе се подобриме сите цел клуб. Чистата љубов и искреност кон фудбалот носат искрени радости, но и искрени разочарувања и нервози кај нашите мали, а идни големи фудбалски имиња. Сепак, сите емоции со нив ги делат оние кои најдобро ги познаваат, кои биле тука и кога уште не постоела копачка со нивниот број и кои со нив ги преживуваат секој гол, фаул, картон. Нивните мајки. Мајките на дечките од ФКК својата поддршка ја пренеле на повисоко ниво, па како организирана навивачка група ги делат радостите и нервозите. Што им значи на децата и самата дружба, меѓутоа и играњето на вакви турнири од оваа возраст? Овој турнир и општо сите турнири многу им значи на децата, пред се голема дружба, запознавање со нови другарчиња, нови клубови и многу гостувања.
Што за вас како мајки, како родители, значи ваков турнир кога си ги гледате децата нервози, акции, жарна борба? Секоја победа е наша најголема радост, но секоја загуба исто е големо разочарување и кај децата и кај нас. Знаат ли после утакмица кога ќе изгубат дома да се вратат разочарани, па едва да ја чекаат наредната? Премногу разочарани доаѓаат доколку изгубат, но и сепак премногу се среќни кога ќе победат. И е мотив за поголеми успеси, да. Подобри и да напредуваме. Турнирот од големо значење и како за децата така и за нас. Обврска е, меѓутоа, нели кога тие се исполнет исто и ние, набиваме од тетни жили. Секоја загуба и на нас ни паѓа тешко, меѓутоа, нели секогаш се трудат тие за подобро и ние секогаш сме тука да ги бодриме. Ја имаат ли уште од сега желбата кога ќе порасне да бидат фудбалери или повеќе рекреативно го доживуваат на оваа возраст? Па веќе на оваа возраст мислам дека повеќе се стремат кон нешто повеќе, ние веќе туку така само да одиме да одиграме и рекреација. Но ајде, има уште многу пред нив, па ќе видиме како ќе биде понатаму. Навивањето и возбудувањата некако полесно се поднесуваат кога стомакот не е празен, па организаторите се погрижија присутните во секој момент да имаат при рака се што им е потребно од храна и пијалок. За фудбалерите и тренерите да бидат релаксирани и посветени на играта, а публиката на креативното навивање, па и кореографиите, записничката маса скоро и да не одмораше и се грижеше се да биде безпрекладно. Првите 2 дена ни донесоа безпоштедни битки во групите, за последниот, третиот, да ни ја донесе посластицата, елиминациите и битките за медали. Трите турнирски дена донесоа се што фудбалот може да ни понуди и се што го прави убав. Дружење, мешање на култури, надпреварувачки дух, голови на кои сениори можат да позавидат, различни емоции. Сепак турнирскиот систем налага и дека покрај дружбата, некој сепак мора да ги добие и медалите. На заслужните им беа доделени во стил каков што доликува на еден меѓународен турнир. Во генерацијата 2011-та триумфираше романската Цикезерада, а ја следеа Јан Тим и Скупи. Кај селекциите 2012 највисоко се искачи Форца, која за тоа место се избори со второпласираниот Парк и третопласираниот домаќин Клуб. 2013-ката ја одбележа победникот Војводина, а со второто и третото признание се стекнаа Јанг Тим и Клуб. Војводина го однесе најсјајниот пехари во генерацијата 2014-та, а на пиедесталот се искачија уште Форца и Тиквеш. И кај најмалите, оние родени 2015-тата, конечното прво место и припадна на Форца, а на местата број 2 и 3 се најдоа Јанг Тим и Тиквеш. Завесата ја спуштивме со заедничка фотографија и со желби живи, здрави и желни за фудбал да се видиме и до година. Ваквите турнири представуваат вистинско богатство како во младинскиот фудбал, така и за местата домаќини. Зошто? Најдобро објаснија самите тренери. Многу е важно не само за нашиот град, за Скопје, туку и за цела држава да има што повеќе вакви турнири, каде што има многу меѓународни и екипи од странство што се дојдени, како Војводина, Уипеш дожа. Значи овој турнир е еден, можам да кажам, еден од најдобрите турнири и по организација, по присуство на екипи, такмичарски. Значи во секој поглед е презадоволни сме ние како екипа ФК Парк од турнирот. Yes, we are working on it also as coaches. I think all of us are working on them to be good people. And then, of course, it's great if they can make it to high-level football playing. But first of all, we have to guide them to the life. So we try our best. Велат, спортот е најдобриот амбасадор на една држава. Поаѓајќи од тој цитат, ФК Кул по 6-ти пат се докажа како вистински македонски амбасадор, покажувајќи пред целиот регион дека ги негува вредностите поради кои спортот постои и поради кои го сакаме. Витешки надпревар низ вистински пријателства.